Ново филмско сценарио во затворот во Штип. Драмата која се случувала вечерта на 20 февруари била составена од неколку чина. Според директорот на управата за извршување на санкции Александар Пандов, дејството почнало кога до затворот било пуштено возило без да биде евидентирано. Едно од лицата кои биле во возилото стигнало до затворскиот зид и преку него фрлил топка. Од другата страна на затворот пратката ја чекале двајца затвореници. Додека затворениците барале низ тревата, на припомош им дошле уште неколку полицајци со кои ја продолжиле потрагата, но истата била неуспешна. Топката била пронајдена наредниот ден, а во неја имало 35 грама кокаин и околу 50 грама марихуана. Полицајците пак кои учествувале во потрагата тврделе дека го барале часовникот на затвореникот кој му го земала затворската кучка Цеца. Затвореникот ЖЖ изгубил, си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца. Кучката, он имал скап часовник кој што морам да потенцирам дека го нема пријавено, пар илјада евра им навел дека бил, го нема пријавено кога е донесен во затворот Штип, он мора да пријави дека има таков и таков накит или што и да е. Нема пријавено, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник, па овие, пошто ептенете да му излезат во пресред, го бараат неговиот часовник. За овој случај била формирана и 5-члена дисциплинска комисија составена од затворски полицајци и жена во ресоциализација. Според Пандов, тројца од членовите на комисијата гласале дека полицајците не се виновни, бидејќи верувале дека тие го барале часовникот. Пандов додаде дека идентификувани се лицата кои го возеле возилото и ја префрлиле топката со дрогата. Поднесена е кривична пријава против сите учесници во прекршокот, а во затворот е извршена вонредна инспекцијска контрола.